Вие се опитахте, и вероятно сте го постигнала, да конструирате собствен лик на Мајка Тереза. Критиката каза антибиографичен филм, антибиопик муви. Вие работихте не с вече изградените образи, които имат по някакъв начин обществото, явността, религиозните хора, но и нерелигиозните. Всъщност, може би колкото човеци има, толкова образи има Майка Тереза, създадени в тях, защото някои се възхищават на нейната хуманитарна дейност, на нейната благотворителност, на сите хуманни акции, които е правила, други са критични към някои нейни позиции, например за абортите. Тя е все пак представител на католическата църква, тя си има нейното социално учение, което е по-консервативно, разбира се. И въобще има много поляризирани виждания за Майка Тереза. И как между толкова различни полюси, от Осанна до Разпни, или от тя е прекрасна, тя е велика до не, тя е ограничена, тя е консервативна, как вие успяхте да намерите вашия баланс в изграждането на този образ? Защото аз така си го представям, когато се каже, че филмът Майка е антибиопик, антибиографичен, че вие деконструирате някои създадени представи и ги реконструирате по вашите идеи и представи. Как успяхте да намерите този вътрешен ваш баланс и доколко сте съгласна с това определение антибиографичен филм? Ми се допаѓа тоа, антибиографичен филм, затоа што живееме во време каде што се е направено, све сме пробале. Значи, живееме во момент каде што е важно да деконструираме, да ги деконструираме и реконструираме. Преку деконструкција ние реконструираме реконструираме идеите кои ги имаме за светот и така натаму. Сега, во однос на карактерот, значи на Мајка Тереза, не е ова некоја моја визија. Значи, збориме за 18 години истражување и подготовка на овој филм. Значи, ништо во овој филм не е онака. Мене ми беше важно да се концентрираме, нам ни беше важно, на мене и на писателите, да се концентрираме на карактерот, значи особата позади митот. И се сконцентриравме токму на тоа, која била таа. Што би направила Мајка Тереза во овој момент? Како би реагирала? Како таа успела да го создаде сето тоа што го создале? Која она била внатрешно? Кој го давал тој огромен порив да оди онаму каде што многумина се плашеле да одат? Значи, во моментот кога одлучивме да се сконцентрираме на карактерот и на годиштето, значи 37 години, значи Мајка Тереза пред да стане Мајка Тереза, тоа ни даде слобода, ни ја даде слободата да не се оптеретуваме со сите оние критики или работи кои доаѓаат подосна во нејзиниот живот. Значи, ние се сконцентриравме на особата, таа јака жена, таа генерална, ја за неа вака ја дефинирам, таа е генерална армија од жени, таа е председател на некоја мултинационална компанија, таа е Робин Худ, таа е ребел, извонредно боровита, јака и оди каде што многу не се осудуваат да одат. Во моментот кога се одлучивме да одиме, сите други приказни кои доаѓаат подоцна од животот некако паднаа во вода. Значи, ние зборуваме за една жена. Што беше важно е да ја демистифицираме идејата за што е светец. Исто така, мене ми беше важно да покажам една
да преку овој филм покажам дека сите сме ние луѓе. Значи, кои само се обидуваат да создадат нешто, да поминат низ животот, значи, сите ние правиме грешки и правиме добри ствари. И учиме од своите грешки. Значи, тој човечки аспект ми беше многу важен во однос на демистифицирање на таа некоја огромна идеја, таа возвишна идеја која ние би ја имале за некој кој толку многу постигнал. Затоа што пред се кој постига и кој создава, кој го менува светот, кој го прави светот поубав? Човекот, не? Значи, човекот има моќ да создаде чуда. И отприлика тоа беше секогаш идејата на овој филм. И сега, абортусот, нели? Во филмот збориме за абортусот, значи најдобрата пријателка, која е исто така монахиња, Агнешка, е трудна. Сега, збориме за аспектот на прашањето што значи да се биде мајка. Значи, Агнешка која одлучува да го има тоа дете и го напушта самостанот, а мајка која одлучува да се откаже од таа нејзина желба, затоа што се разбира како жена, таа го поседува тоа во себе и таа вели јас се откажувам од идејата да бидам нечија мајка, за да бидам мајка на целиот свет. Така да филмот ги обработува сите тие дилеми околу животот, мајчинството, амбицијата. И така натаму, и така натаму. Од прилика, мислам дека е важно да... Па не, тоа е тоа.